Добро утро. Како што кажа Саша, се наоѓаме денеска на Скопското кале. Имаме интересна тема за разговор која што до неодамна беше навистина актуелна, меѓутоа јас би рекла дека ја потисна малку пандемијата со коронавирусот и сите последици од истиот. Она за што денеска ќе зборуваме е загадувањето на воздухот. Град Скопје има објавено повик за чистење на оџаците, односно субвенции за сите кои што ќе се пријават да ги чистат оџаците. На оваа тема денеска ќе зборуваме со портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Валјон, добро утро и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро. Интересно е тоа што овој повик се уште не е исцрпен, односно заинтересираноста кај граѓаните не е на она ниво на кое што очекувавме и ние, меѓутоа и вие. До кога трае повикот и колку има досега пријавени? Па видете, оваа година е малце разбирливо, особено бројот на граѓаните кои што се заинтересирани не само за оваа субвенција, туку генерално. Се работи за период на корона и малце работите се влечат. Значи, оваа година веќе имаме околу, мислам дека 56 апликации веќе за субвенција за чистење на оџак. Кампањата како таква ја почнавме во 2018 и во првите 2 години имавме околу 300 и нешто апликации. Ако ги додаеме и овие од оваа година, веќе имаме 350 апликации. Интересен е фактот што ваквата појава порано не беше не се разговараше, така да чистењето на оџаците беше нешто што не се правеше толку често. Ние како град Скопје, после некои анализи кои што ги направивме, дојдовме до заклучок дека неисчистен оџак знае да загади воздух 3 пати повеќе од чист оџак. А тргнувајќи од фактот дека затоплувањето на домовите е клучниот фактор во загадувањето на воздухот, решивме да даеме субвенции од ваков вид. Освен ова, во град Скопје имаше и дефицит на чистачи на оџаци, така да паралелно почнавме и со обука на оџачари, така да мислам дека веќе почнува ова како струка да се развие во нашава земја. Валјон, кој се може да се пријави за да ги добие субвенциите за чистење на оџак? Дали треба да биде со адреса на живење во градот Скопје, дали треба никакви други документи и каде се овие документи се пријавуваат за сите кои што сакаат да аплицираат? Па претежно сите субвенции кои што ги даваме, пошто нашиот буџет се полни од граѓани на град Скопје, тие субвенции се наменети за граѓани на град Скопје. Така да примарна ствар е да биде граѓан на град Скопје, да има лична карта со живеалиште на град Скопје. Процесот е едноставен. Од моментот кога ќе се исчисти оџакот, се зима фискалната сметка и се зима потврда од фирмата која што го врши чистењето, доаѓаш во град Скопје со лична карта и трансакцијска сметка, попунуваш формулар 1 и потоа ние како град Скопје ги префрламе средствата во трансакцијата на барателот. Кампањата почна на почеток на годината, само да истакнам, не од сега. Ние само ги потсетуваме граѓаните и ќе трае до тамо негде крај на ноември. Средства има, до оваа година претежно сите што аплицирале и добиле субвенции, така да ги охрабруваме граѓаните да аплицираат и оваа година, знаејќи колку е важно да се исчисти еден оџак, не само за загадувањето на воздухот, туку исто така еден неисчистен оџак представува и ризики за самите семејства, пошто полесно може да дојде до пожар. Само штетно појаснување, дали оние кои што минатата година аплицирале и добиле субвенција можат повторно да аплицираат оваа година? Има ли такво ограничување? Секако дека можат, пошто се работи за истите луѓе, така да ги охрабрувам и тие што аплицирале и тие што не аплицирале да аплицираат повторно. Сега кога сме кај загадувањето на воздухот и сите можности кои што град Скопје ги нуди за малку да се превенира или и на почетокот на грината сезона да немаме загаден воздух, тука би ја спомнала и кампањата која започна минатата година, а продолжува и оваа година, а тоа е собирање на остатоците од нивите, па наместо спалување стрништа, истите тие се собираат и се депонираат. Лани имаше голем интерес, ако не се лажам, каква е ситуацијата оваа година?
Да, морам да истакнам дека борбата против загадениот воздух не трае само во текот на зимата. Императив на градот е да се бориме против оваа појава дури и кога нема загадување, дури во текот на летото. Да, лани почнавме кампањата заедно со UNDP, имаше огромен интерес и истата ја продолживме оваа година. Оваа година партнери ни се Халкбанк. За жал, откоја ја почнавме кампањата, тоа беше периодот на почетокот на кризата со вирусот корона и малце стагниравме во тој аспект. Знаејќи дека треба да имаш работа на терен, као прво, као второ бевме преполовени со вработени во град Скопје кои што ќе ги терат тие јавувања, ќе организираат работа на терен, така да ни не возможи да бидеме толку активни. Пред неизвестно време ја реактивиравме кампањата, веќе имаме јавување и очекуваме периодот што доаѓа веќе да искочиме на терен и да почнеме да ги собереме барем тие што до сега се пријавиле. Валјан, може ли само бројот да го споминеме за сите кои што ни успеале да добијат оваа информација, на кој телефонски број може да се јават сите кои што сакаат да се собере статуците од нивните ниви? Се извинувам моментално кога неам бројот со мене, меѓутоа секако сите што се заинтересирани може да влезат во сајтот на град Скопје или да се јават во официјалниот број на град Скопје, па од таму ќе ги прераспределиме. И уште едно прашање пред самиот крај. Покрај оваа понуда која што ја нуди град Скопје, доколку сепак се забележи палење на остатуците од земјоделски површини на нивите, дали следуваат санкции? Секако дека да, инспекторатот на град Скопје веќе трета година поред активно се ангажира не само за оваа појава, туку се што се однесува на животната средина. Казните се 3 пати големени во споредба со претходните години, така да имаме често пријави. Во пријавата обично реагираат и полиција, реагира инспекторатот, реагира и противпожарна. Меѓутоа, фактот дека веќе имаат самите граѓани опција за да не ги запалат тие остатоци од берба и како е намалена таа појава. Пред неколку дена имавме и други појави од типот на фрлање отпад на места кај што не е за фрлање. Имаше и реакција од инспекторатот на град Скопје, така да ги охрабрувам сите кои што ќе видат вакви појави во животната средина што работи од типот на палење на берби, оган отворено или креирање на нови мали депонии, слободно нека ги пријават во град Скопје. Имаш ли чувство дека се подисциплинирани граѓаните откако се забележува се поприсутна инспекторатот на град Скопје на терен? Секако дека да, меѓутоа тоа мора да иде паралелно, треба да им се даде и опција на самите граѓани. Кога веќе им давате опција, тогаш имате основ и да казните. Тоа е идејата и на самата кампања со палењето на стрништата, така да мислам дека кога работиме заедно, многу полесно може да ги решаваме проблеми. Валјан, јас ти благодарам што денеска дојде на Скопското кале и имавме можност од тебе да ги дознаеме информациите поврзани со субвенциите кои што град Скопје ги доделува, се со цел да го зачуваме чистиот воздух кој што денеска го имаме и кој што денеска можеме да го забележиме едно убаво бистро небо над нас. Се надевам дека ваква ќе биде состојбата и на почетокот на грејната сезона. Уште еднаш ти благодарам. Благодарам на поканата. Ние, како што кажав, се одјавуваме од тука, од Скопското кале.